Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе обработиме глава 21 од Старозаветната книга Изреки. За мене, ова е една од омилените глави во книгата Изреки. Се надевам дека ќе научите нешто ново и важно од неа. Ќе почнам со читање на првиот стих. Срцето на царот е во раката Господова, како водните потоци. Тој го насочува каде што ќе посака. Знаете што не учи овој стих? Дека не е важно колку некој човек има моќ и авторитет. Сепак неговото срце е во раката Господова. Односно, никој не може да дејствува независно од Бог. Без разлика дали станува збор за фараонот на Египет, царот на Вавилон, Цезарот, Александар Македонски, Наполеон, Сталин или Хитлер. На сите нив им било допуштено да се однесуваат така како што се однесувале со одредена причина. Вие и јас не знаеме која е таа причина, но Господ Бог сигурно знае. Ние денес живееме во време во кое се повеќе се нагласува потребата луѓето да бидат независни и никој да не им кажува што да прават. Сето тоа е всушност обид и да се добие одредена независност од Бог. Ние луѓето не сакаме некој да ни кажува што треба да правиме и некој да владее над нас, особено не Бог. Но и покрај тоа, Библијата јасно сведочи дека не можеме да бидеме целосно независни од Него. Ние можеме да одлучиме да не се подчиниме на Неговиот авторитет, но сепак, тој има контрола врз нашите животи. Самиот факт што Бог е над се и владее над се, не остава се еден многу важен избор. Или ќе одлучиме да се подчиниме на Неговиот авторитет и волја, или ќе се бунтуваме против Неговата сувереност. Луѓето во светот можете да ги поделите на две групи врз основа на овој избор. Едните се подчинуваат на Божиот авторитет, а другите се бунтуваат против Неговиот авторитет. Во која група спаѓате вие? Ниту еден човек не е независен од Бог, било тоа да е некој обичен човек кој ќе го сретнете на улица, или пак водачот на најсилната држава во светот. Сите ние сме созданија и зависиме од нашиот Создател. Ке продолжиме со читање. Стих 2. Сите патишта на човекот се прави пред очите негови, но Господ ги мери срцата. Што мислите? Зошто луѓето сметаат дека сите нивни патишта се исправни? Одговорот е, бидејќи се самоправедни. Човекот секогаш ќе најде начин да се убеди себе си дека тоа што го прави е добро и правилно. Но прашањето е, што вели Бог? Не е важно дали вие ги оправдувате своите постапки, туку дали вашите постапки се добри според Божиот стандард. Господ е тој кој ги мери срцата. Односно, Господ ги знае нашите намери и мотиви. Ако имате план да направите нешто, но не сте сигурни дали вашата постапка е исправна, мој совет ви е да се молите за тоа и да побарате водство од Бог. Побарајте да го преиспита вашето срце. И ако во вашето срце има некоја намера или мотив кој е погрешен, да ве промени и да ви даде сила да не го направите тоа што го имате замислено. Стих 3. Да ја пазиш правдата и правосудието, му е поугодно на Господ отколку жртвите. Во Стариот Завет Бог им кажа на израелците дека очекува од нив да принесуваат одредени жртви. Но со тек на време, израелците свесно или несвесно дојдоа до заклучокот дека се додека принесуваат жртви, на Бог не му е важно како живеат. Затоа мудроста вели дека правосудието и правдата му се поважни на Бог отколку принесувањето жртви. Со други зборови, тоа значи дека на Бог му е поважно како се однесуваат луѓето надвор од храмот отколку во храмот. Ова е навистина важна изјава која треба и нам денес сериозно да не замисли. Патем, само да ве потсетам дека старозаветните жртви беа еден вид предслика за смртта на Господ Исус Христос. Од таа гледна точка, можеме да кажеме дека овој стих има примена и од перспектива на Христовата жртва. На Бог не му е угодно само да веруваме во смртта и воскресението на Неговиот Син, туку и да живееме праведно. Вистина е дека ние се спасуваме преку вера во Исус Христос, но тоа не значи дека ни е дозволено да исповедаме вера во Него
и истовремено да живееме како што сакаме. Стих 4. Горделивите очи, надуеното срце, сјајот на грешник, сето тоа е грев. Гордоста е симптом на безбожноста. Кога некој има гордост во своето срце, можете да бидете сигурни дека таа личност има нешто што му е одвратно на Бог. Ова е грев кој го има не само во светот, таму е нормално и очекувано, но за жал е присутен и во црквата. Луѓето во црква имаат многу причини поради кои чувствуваат некаква гордост и се сметаат себе си за подобри од другите. Например, некогаш се горделиви поради даровите и талентите кои ги имаат, а и ги ползуваат за служба на Господ. Знам дека тоа звучи многу чудно, малку дури парадоксално, но вистина е дека некои луѓе се горделиви, бидејќи се благословени од Господ. Други пак се горделиви и гледаат на другите од високо поради нивното добро сведоштво. Тоа го правеа фарисеите во времето на Господ Исус и токму затоа тој често ги критикуваше. Еден од главните проблеми на фарисеите беше нивниот став кон грешниците кои го следеа Господ Исус Христос и покажуваа знаци на покаяние. Затоа Исус им ја кажа параболата за изгубениот син, за да ги соочи со фактот дека тие се горделиви како постариот син во параболата. Наместо да ги прифатат грешниците кои се каат и да се радуваат за тоа што се обраќаат кон Господ, тие постојано негодуваа. Знаете зошто? Бидејќи имаа надуено срце. Мудроста вели дека таквиот став во срцето е грев пред Бог. Што значи некој да има надуено срце? Тоа значи да е полн со грев или да е полн со себе. Фарисеите беа полни со себе, бидејќи се сметаа за морално супериорни во споредба со цариниците, проститутките и грешниците кои доаѓаа кај Господ Исус Христос. Во еден разговор, Господ Исус ги предупреди неговите ученици да се пазат од влијанието на фарисеите. Мислам дека преку стихот кој предмалку го прочитавме, мудроста не предупредува за истото нешто. Гордоста е многу опасен грев, кој не само што беше присутен помеѓу фарисеите во Новиот Завет, но го имаше и помеѓу израелците во Стариот Завет. Со оглед на тоа што беа Божи избран народ, тие мислеа дека се подобри од другите народи. Токму затоа Бог често ги потсетуваше преку пророците дека не ги избра за свој народ врз основа на нивните заслуги, туку врз основа на неговата милост. И нам денес ни е потребно Бог да не потсети дека немаме никаква причина да се гордееме и да ги гледаме другите од високо. Бидејќи се што имаме во животот, ни е дар од Него. Стихови 5 до 7. Мислите на трудолюбивите се стремат кон изобилие, а секој што пребрзува, трпи немаштија. Богатство добиено со лажлив јазик е суета, која брзо одминува кај оние што ја бараат смртта. Насилството на безбожниците ќе се струполи врз нив, зашто се откажале да го прават она што е добро. Царот Соломон ни вели дека Бог може да ги благослови трудолюбивите и честните луѓе со изобилство од материјални богатства. Не е грев човек да биде богат. Грев е ако богатството му стане идол и ако го чува само за себе. Тоа е една од причините зошто некои луѓе имаат многу пари, а сепак не уживаат во нив, бидејќи Бог по неговата милост не им дозволува. Тој сака таквите луѓе да сватат дека нивната најголема потреба не е да уживаат во своето богатство, туку да се помират со него преку смртта и воскресението на неговиот син. Слушнав една интересна анегдота која добро го објаснува тоа што сакам да го кажам. Некој човек бил во пустина и со себе немал ниту вода, ниту храна. Одејќи низ пустината, забележал торба во песокот и си помислил: сигурно во неа има некаква храна или барем вода за да ја згаснам жетта. Кога ја зел торбата во раце, се разочарал. Ја фрлил на земја и продолжил да пешачи, надевајќи се дека наскоро ќе го најде тоа што му треба. Торбата не била празна. Во неа имало скапоцени бисери, но во моментот на човекот не му биле потребни бисери, иако тие вределе цело богатство. Истото може да се каже и за богатите луѓе. Тие може би имаат богатство во своите раце, но тоа не е нивната најголема потреба во моментот. Бог сака да се освестат и да сватат дека тој е нивната најголема потреба. Стих 8. Крив е патот на развратниот човек, а на честниот постапките му се прави.
Постапките на честниот се прави бидејќи се водени и благословени од Господ. Поради Божиот благослов, тој знае дека чекори по вистинскиот пат. Стих 9. Подобро е да живееш во агол под покривот, отколку во голема куќа со жена кавгаџика. Може би познавате некои луѓе за кои е многу подобро да живеат надвор, отколку во нивните домови со своите сопруги. Ова сликовите изрека може да звучи малку хумористично, но има мудрост во неа. Ќе ви кажам една случка од мојот живот која е поврзана со стихот што го прочитавме. Имав еден пријател, пензиониран пастор со кого од време на време одевме во затвор за да ги посетиме некои од затворениците, да разговараме и да се молиме со нив. Еден од нив често беше апсен и лежеше во затвор, бидејќи често се опиваше и правеше проблеми. Кога заврши една од тие посети, мојот пријател ми кажа нешто што никогаш нема да го заборавам. Тој ми рече: знаеш што? Да имав жена како неговата, најверојатно и јас ке се пропиев. Но ова не се однесува само на мажите кои имаат проблематични сопруги, туку и на жените кои имаат проблематични сопрузи. Во Светото писмо има неколку примери на мажи кои имале толку лоши жени, што за нив ќе беше подобро да живеат надвор под отворено небо, отколку под ист покрив заедно со нив. Таков пример е Јов, чија сопруга го тераше да го проколне Бог. Таков пример е и Давид, кој ја зеде за сопруга ќерката на Саул, која во одреден период од неговото владење го презираше поради неговата ревност кон Господ. Стих 11. Кога го казнуваат арогантниот, простиот станува мудар, и кога мудриот го вразумуваат, тој се здобива со знаење. Ако некој ви дава добар совет, прифатете го и живејте според него. Мудрите се отворени да бидат поучени, а арогантните ќе платат за своите грешки. Стих 13. Кој ги покрива ушите своји пред пискотот на сиромавиот, тој и самиот ќе пишти и нема да го чујат. Каков е вашиот однос кон сиромашните луѓе кои бараат помош? Знам дека не можете да им помогнете на сите сиромашни, но дали им помагате барем на некои? Стих 14. Таен подарок го стивнува гревот, а дар под рака и жестоката јарост. Сетете се на случката по која после долги години Јаков се сретна со брат му Исав. Тој знаеше дека постои опасност Исав да го убие, бидејќи претходно, преку измама, го зеде неговиот благослов. За да побара милост од својот брат, Јаков им нареди на своите слуги да му однесат дарови на Исав. Но немаше потреба од такво нешто, бидејќи Бог веќе ја смири јароста на Исав и му даде сила да му прости на својот помал брат. Некои луѓе сметаат дека е добро да им простат на оние што ги повредиле, бидејќи тоа ќе направи да се чувствуваат подобро. Слушнете што напишала Џејн Мершон во однос на тоа. Ако простам некому само за да се чувствувам добро, може би ќе ми биде пријатно, но нема да бидам како Господ. Ние сме повикани да простуваме, бидејќи Бог нам ни прости поради жртвата на Христос. Вистина е дека простувањето прави да се чувствуваме подобро, но тоа не треба да биде главната причина за да простиме. Стихови 15 и 16. Да го пази правосудието е радост за праведникот и страв за оние што вршат зло. Човек кој скршнал од патот на разумот, ќе се насили во собранието на мртвите. Кога во една држава правосудниот систем функционира како што треба, праведниците се радуваат, а злосторниците треперат. За жал, во нашата држава праведниците треперат, а злосторниците се радуваат бидејќи правосудието не функционира како што треба. Стих 17. Кој сака веселби, ќе осиромаши, а кој сака вино и мрс, нема да се збогати. Првиот дел од овој стих се однесува на луѓето кои постојано одат по веселби и трошат пари на такви настани. Мудроста вели, таквите не можат да очекуваат дека финансиски ќе напреднат, бидејќи се што имаат го трошат на забава. Библијата нема ништо против веселбата, но јасно ги предупредува оние кои постојано сакаат да бидат на места каде има јавни веселби и каде се трошат пари. Како и многу други нешта во животот, веселбите можат да бидат порок од кој луѓето се зависни и поради кој луѓето можат да се доведат себе си до питечки стап. Стих 22.
Мудриот влегува во градот на силните и ја соборува силата, на која тие се надевале. Царството Вавилон своевремено било едно од најсилните царства во светот. Но и покрај тоа што биле силни, сепак вавилонците биле освоени од страна на персијците. Кога персијците ја опколиле тврдината во главниот град на Вавилон, еден од нивните војсководци, човек по име Гобрија, ги нашол слабите точки на тврдината. И така Персија ја добила војната и станала нова светска сила. Најголемата потреба на времето во кое живееме не е потреба од сила, туку од мудрост. Потребни ни се мудри луѓе во семејствата, во црквите, во општеството, во владата. За жал, ретко ги гледаме, но очајно ни се потребни. Мудрите луѓе се луѓе водени од Бог и тие знаат како да се борат против силата на злото. Тука ќе завршиме со денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.